ова е едно од големите критични места кога станува збор загадувањето. Дојдовме заедно како една надпартиска, исклучиво една како граѓанска иницијатива во име на движењето за чист воздух, да го дадеме својот глас, да побараме промени, да побараме промени во најитен можен рок, што се однесува третманот на отпадот, менаџирањето на отпадот, правилниците кои го регулираат сета оваа проблематика и да дојдеме до еден притисок да се случи веднаш раскинување со договорот со италијанскиот партнер, затоа што е евидентно дека сите овие години немаат вложено ни еден денар, ни едно евро во оваа депонија да ја направат адекватна за употреба и за ваква намена. Најголемиот проблем е што целото ѓубре и најопасното ѓубре во целата држава завршува во оваа депонија. Оваа депонија се уште нема добиено акредитација од Министерство за животна средина за депонирање на таков тип на отпад. Опасниот отпад повеќе во светот не се увезува, значи има една алка како се одбегнува Базелската конвенција која всушност тангира транспорт на опасен отпад. Таа стока која што тргнува од европски центри или од некои големи градови према трети земји, таа не се декларира според таа Базелска конвенција, туку се декларира како репроматеријал или суровина. На тој начин се одбегнува регулацијската рамка и на тој начин таа опасна стока стигнува до вакви трети земји. Третите земји немаат контролни механизми, немаат царински служби кои што може да го контролираат сето она што влегува во државата. И од едноставна причина ние нема да може да знаеме дали во државата и понатака ќе се увезува таков тип на отпад, се додека државата не ни покаже дека има функционални контролни механизми кои што можат да одговорат на денешните предизвици. Жално е што имаме правилници за работа, имаме методологии за работа, тие се достапни на страната на Министерство за животна средина во подзаконските акти и во законските акти. Тоа се правилници носени 76-та година. Пишувани се на машина за куцање и едноставно не соодветствуваат со денешните потреби на ова време. Едноставно депонија каде што не се мери диоксин не постои на тло на Европа или во било која развиена држава на планетава Земја. Диоксинот спаѓа во група на persistent organic pollutants, перзистентни органски загадувачи, тоа се постојани органски загадувачи затоа што нивниот полуживот е екстремно голем. Така да еден облак емитиран од оваа депонија може да стигне дури до Барселона, може да стигне дури до Канада, све во зависност од ветрот каде ќе дува и таму да направи штета на тие луѓе или на тој екосистем таму. Што се гори во печките на Дрисла, што се складира, каков отпад и каков третман на тој отпад. Дали се запазуваат законите и стандардите согласно европските регулативи. Дали се увезува отпад од други земји и дали се декларираат тој отпад како отпад, каде се складира и гори во Дрисла. Дали се придржуваат кон максималниот капацитет на горење на печките во Дрисла, дали имаат соодветни филтри. Одредени извори покажува дека печките се дупло оптоварени, повеќе од колку што треба, што преземат државните органи, посебно инспекторите да се регулира и санкционираат тие кои горат несоодветен отпад без соодветна заштита. Колку често доаѓаат на контрола, имали ноќни и ненајавени смени и дали филтрите се соодветни за согорување на фурасани, диоксини и алдехиди. Бараме да се забрани увозот на отпад во Македонија. Го повикуваме од тука премиерот господин Зоран Заев и владата етно да го сменат законот за увоз на отпад. Забраната за увоз на отпад значително ќе придонесе во намалување на нивото на загадување, особено во Скопје. Сериозни сомневања за согорување на медицински отпад во Дрисла беа без соодветни стандарди е една од причините за загадувањето на воздухот. Како и во минатото. И сега постои лавиринт на транспарентност за тоа каков отпад на вистина се увезува од странство и се согорува во Македонија. Иако во Скопје беа преземени неколку мерки за намалување на загадувањето, очигледно е дека загадувањето не се намали. Сите други мерки за спречување на загадувањето ќе бидат козметички доколку не се забрани увозот на овој отпад. Македонија нема капацитет да се справува со сопствената количина на отпадот. Така да и увозот на отпад од некои држави на Европска Унија остава сомнежи за корумпираните врски и можните импликации на интересите на мафијата. Бараме од тука и од јавното обвинителство да ја испита оваа активност без влијание
на бизнис интересите и на политиката. Значи ова е само еден мал предупредувачки протест и кратка блокада. Доколку не се решат овие прашања, односно доколку не се пристапи сериозно до решавање на овие прашања, ќе се организира помасовен протест овдека со вклучување на населението.